Во денешното издание на емисијата Култ култура, мој соговорник е Катарина Ѓурчевска-Атанасовска, професорка на Катедрата за преведување и толкување. Разговараме за новото издание, монографското издание Нови пробиви во македонската традуктологија, за сите предизвици со кои се соочува преведувачката дејност, меѓутоа и толкувањето. Дали можеме да говориме за национална стратегија кога станува збор за што е квалитетен превод и квалитетно толкување? Добар ден. Добар ден и благодарам за поканата. Кога станува збор за монографското издание Нови пробиви во македонската традуктологија, вие сте автор заедно со вашите колеги, професорите Владимир Цветковски и Сонја Китановска-Кимовска. За почеток, што се подразбира под традуктологија и кои се клучните аспекти кои ги загатнува ова дело? За да бидеме појасни за јавноста, традуктологија е всушност наука за преведувањето. Така мислам дека полесно ќе го разберат гледачите. Ова монографија е заедничко дело на моите колеги, кои што вие ги споменавте, професор доктор Владимир Цветковски, професор доктор Сонја Китановска-Кимовска и мое. Инаку ние сме кадар на Катедрата за преведување и толкување на Филолошкиот факултет во Скопје и сите имаме практично и академско искуство од областа на преведувањето и активно сме вклучени во педагошката дејност за профилирање професионални преведувачи и толкувачи. Оваа монографија ги опфаќа некои од нашите можеби најзначајни трудови од областа на науката за преведувањето, кои се објавени на македонски јазик во последните десетина години и се објавени во списанија кои се индексирани во базите Scopus и Web of Science, а секако представени се и на научни конференции дома и во странство. Монографијата е објавена во 2025 година од издавачката куќа Макавеј во Скопје. Во однос на концепцијата, таа опфаќа 3 дела. Првиот дел од монографијата е посветен на предизвиците на книжевното преведување и врската помеѓу преведувањето и книжевноста и културологијата. Вториот дел е посветен на врската помеѓу лингвистиката и преведувањето, додека пак третиот дел е посветен на методиката на наставата по преведување и овој дел е особено интересен бидејќи оваа област не е толку многу истражена на ова поднебје и затоа придонесот на оваа монографија е уште поголем. И на кој ниво е свеста кај нас кога станува збор за квалитетниот превод и за квалитетното толкување? Сметам дека знаете како, добри преводи и лоши преводи секогаш имало на пазарот на трудот. Сведоци сме дека има и добри преводи и лоши преводи. Тука влијание има малку и пазарната економија. Секогаш луѓето се водат од можноста за профит. Ние не можеме многу да смениме, но еве ние како катедра и воопшто Филолошкиот факултет како институција, што е она што го правиме во насока на тоа да се подигне квалитетот на оваа дејност. Пред се, тука би сакала да ја нагласам улогата која што ја има Катедрата за преведување и толкување. Таа е формирана во соработка со Европската комисија и во соработка со странски партнерски универзитети со цел да профилира професионални преведувачи и толкувачи по европски стандарди. Започна со работа во академската 2001-2002 година и до ден денеска успешно работи. Она што е многу важно да го истакнам е дека освен што ние преку нашите студиски програми ги развиваме јазичните компетенции, значи тоа се подразбира кај нашите студенти, тие ги комбинираме и со други специфични вештини и компетенции кои што се потребни за некој да биде преведувач, односно толкувач, како на пример културолошките компетенции. Многу внимание посветуваме на културологијата, понатаму терминолошките компетенции, ги ја развиваме способноста на студентите да продлабочено да истражуваат најразлични теми,
комуникацијските и организацијските компетенции, имајќи го предвид технолошкиот развој, кој што многу се одвива многу забрзано, нели? Исто така посветуваме внимание и на техничките компетенции, а ги подготвуваме и студентите за некои практични аспекти во однос на професијата со кои што ќе се соочат на пазарот на трудот. Уште една многу важна работа во однос на програмите кои што сакам да ја нагласам, а е во насока на издигање на квалитетот на оваа професија е тоа што ние многу обрнуваме внимание на македонскиот јазик и тој го третираме на исто рамниште со другите странски јазици кои што се студираат на нашата катедра. Што е особено важно денес. Многу важно и постојано ја подигаме свеста на студентите дека доколку сакаат да испорачаат квалитетна услуга, тие задолжително мора многу добро да го познаваат и македонскиот јазик. Вие воедно споменавте дека за да бидете добар преведувач и толкувач, тоа не подразбира само совршено да го знаете јазикот кој што преведувате и македонскиот јазик, туку подразбира многу финеси во тој процес. Да, токму така. Секој може да научи странски јазик. Тоа не е спорно. Меѓутоа, не секој кој што знае еден или повеќе странски јазици може да биде преведувач или толкувач. Токму затоа и ги спомнав овие специфични компетенции, културолошките, терминолошките, техничките и слично, кои што ние всушност ги комбинираме со јазичните компетенции за да профилираме квалитетни, професионални преведувачи и толкувачи. Многу е битно јавноста тоа да го знае, дека не секој кој што говори странски јазик може да биде преведувач или толкувач. Но кои се предизвиците со кои се соочувате денес, имајќи ја предвид вештачката интелигенција? Денеска живееме во време на забрзан технолошки развој. Се чини дека тука работите се менуваат со брзина на светлината и многу професии се исправени пред различни предизвици, исклучок не е ниту преведувачката професија. Денеска се повеќе се користат алатки за преведување и толкување кои работат врз база на вештачката интелигенција. И во денешно време преведувачите се најзагрижени за своите работни места и да не бидат заменети од овие алатки, секако. Како последица на користењето на овие алатки се намалува обемот на нивната работа. Тие алатки можат да завршат повеќе работа за пократко време, а исто така се менува и природата на нивната работа. Се почесто од преведувачите се бараат некои други активности кои што можеби се оддалечуваат од преведувањето. Се повеќе од нив се бара да коригираат веќе преведени текстови или да уредуваат веќе преведени текстови кои што се преведени претходно од таквите алатки. Ова исто така ја урива и цената на преводот на пазарот на трудот. И не се вреднува доволно тој труд. Токму тоа, преведувачите се соочени со финансиски последици, екзистенцијални последици и тоа ги прави обесхрабрени, незадоволни дека нивниот труд и нешто во што тие вложувале години, едукација и образование сега не се вреднува доволно. Тука секако не можеме да изоставиме и пазарната економија, таа се води од, како што кажавме, желбата за профит и едноставно мислам дека е многу тешко за преведувачите во денешно време, доколку сакаат да ги користат тие алатки, а неминовно ќе мора да ги користат, тие ќе треба веројатно да обезбедат и некаква обука, курсеви, тоа повлекува дополнително време, финансиски инвестиции, а и професионален стрес, дали ќе се вклопат, дали ќе успеат. Така што тоа се некои од најгорливите проблеми со кои што се соочува професијата. Ние не можеме да го спречиме технолошкиот развој, не можеме, ниту треба да го спречиме. Треба да ги прифатиме сите предизвици кои што ги носат овие нови технологии за да ја оптимизираме нашата работа. Зошто е ова важно? Ова не носи до еден многу важен аспект кога станува збори за квалитетот на преведувањето, а тоа е етичкиот аспект при употребата на овие алатки.
а е во корелација, како што кажав, со квалитетот во професијата, сметам дека овие алатки може да бидат многу корисни, само доколку со нив управуваат и ги користат професионални преведувачи кои веќе ги имаат стекнато сите оние вештини и компетенции за кои што зборувавме и кои врз основа на тоа ќе можат да ги препознаат и да ги надминат ограничувањата кои што се уште постојат кај овие алатки, бидејќи крајно одговорноста која што доаѓа со преведувањето секогаш паѓа на плеките на преведувачот, без оглед дали користи вештачка интелигенција или не. Тука во Македонија и на нашево поднебје можеби недоволно е застапена преводната критика. Тоа е едно поле кое што многу малку се практикува, а би можело да влијае на тоа свеста на јавноста за потребата од квалитетни преводи да се издигне. Сметам дека ако тука вложиме напор да поинтензивна да биде оваа дејност, малку да ја интензивираме и да ја изфорсираме, сметам дека тоа би било многу позитивно. Точно е дека ние во нашите трудови се занимаваме со преводна критика, но тие се насочени на многу тесен круг луѓе. И тоа го нема одекот што би го имала преводната критика во јавност. Како што би требало да биде. Да. Вие предавате на катедрата за преведување и толкување. Колкав е интересот на новите генерации студенти и што на кое што вие секогаш инсистирате во вашите предавања, имајќи предвид дека станува збор за взаемно инспиративен процес? Да, секако. Знаеме сите кои се тенденциите на пазарот на трудот, нели во последните 10 години можеби бројот на студенти генерално зборувам во Македонија е помал во однос на оној што го имавме да речеме пред 10 години. Причини има навистина многу. Економски, демографски причини, тука и пазарот на трудот кој што форсира други професии, да, можеби професии кои што повеќе се ориентирани кон технологијата, кон инженерството. Тука немаме многу голема моќ нешто да смениме, но дури и во такви услови би кажала дека интересот за нашата катедра во последните неколку години е стабилен, солиден, би кажала, и годишно запишуваме околу 30 студенти. Се надеваме таа тенденција да продолжи. Што е сепак добра бројка. Добра бројка, да. Тенденцијата би сакале да продолжи. Посакуваме студенти кои што се подготвени да учат, кои што сакаат да навлезат во суштината на оваа професија и го преферираме секако квалитетот наспрема квантитетот. Многу се трудиме околу студентите, пренесуваме знаење и искуства, но исто така многу учиме и од нив. И како што кажавте вие, ова е двонасочен процес на размена на искуства и на вештини. Имаме прекрасни студенти, многу и се посветени на професијата, веќе освојуваат и награди од областа на преведувањето и се на добар пат да станат вистински професионалци, а тоа е најголемата сатисфакција за нас наставниците да видиме дека навистина добро си ја работиме работата и дека нашиот труд вложува со плод. Верувам дека во наставниот процес вие честопати ги потсетувате за улогата на научно-истражувачката дејност кај нас. Да, секако. Тоа е еден многу важен аспект од нашата работа. Практично тоа е една од нашите основни работни задачи и влегува во описот на нашата работа. Оваа монографија денеска за која што ние зборуваме е еден пример за тоа колку особено академските кругови и секако тие најмногу се повикани да бидат посветени на научно-истражувачката работа. Сите, значи не е само оваа монографија, има и многу други публикации, сите колеги од филолошкиот факултет, а и пошироко од академската заедница многу сериозно се посветени на научно-истражувачка дејност. Доказ за тоа се бројните трудови, публикации, проекти во кои што се учествува, монографии кои што се објавуваат дома, но и во странство за реномирани издавачки куќи. Тоа е нашиот придонес кон развојот на професијата, кон развојот на научната мисла и тоа е наша должност и професионална задача и одговорност. Ви благодарам, професор Ѓурчевска Атанасовска, за денешното интервју.
Благодарам многу за поканата, што се заинтересиравте за оваа монографија и за една тема која што можеби не е толку присутна во јавноста, ја засенуваат други теми, но тоа не значи дека е и помалку важна. Ви благодарам.